Може. Здрава, здрава, другари, еве на нас повторно. Ние сега ќе продолжиме со нашиот следен час по математика. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Пред се да ви се представам, јас сум моделински наставник од Општинското основно училиште Димитар Миладинов од Општина Центар. И денешните часови што ќе ги водам ќе бидат по предметот математика. По математика за прво одделение ќе го почнеме часот со темата со мерење и решавање проблеми, односно со наставната лекција, наставната содржина за монети. Одлично. Дали знаеш ти, Марија, што се монети? Нормално дека знам, тоа се парите кои што се потребно секојдневно ние ги потребуваме кога одиме во продавница за да си купиме нешто. Така е. Да, а дали знаете дека во минатото многу одамна, кога се уште немало пари, луѓето како се разменувале работи? О, да, сум слушнал за ова. Да, Дали јас сте сум чула. слушнале? Нормално, Да, тие разменувале работи кои што ги имале за нешто што немале. Разменувале производи, Токму стока, така, да. најразноразни производи како што се кожи, добиток, производи од земјоделство, жито, овошје, зеленчук. најразлични градинарски култури, бидејќи Да. во тој период уште не биле развиени платежните средства, парите. Сега би можела да почнам со денешниот час. Ви подготвив една интересна презентација која сега ќе започнеме. Ајде. Одлично. Јас веќе се представив и ќе искористам оваа шанса да ги поздравам моите ученици, кои што се надам дека ме гледаат. Ева денешната наставна содржина. Ајде најпрво да разгледаме какви се монети имаме. Имаме монета од 1 денар, еве тука. Имаме од 2 денари монета, од 5 денари, од 10 и од 50 денари. Тие се разликуваат по големина, но и се разликуваат и по боја. 1 денар, 2 денари монетите и 5 денари имаат пожолтеникава боја, Да. додека монетите од 10 денари и 50 денари имаат посребреникава боја. Ајде да се подсетиме пред се што се тоа монети. Монети се ковани метални пари. Секоја држава си има различни монети. Нашата валута е денарот. Денарот, така. Да. Значи, монетите ги кажавме, еве пак да се подсетиме. Дали знаете што стои на едната страна од монетата од 2 денари? Па да. Да. Стојат сликички од животни. Да. Но А јас која е знам ова? дека на петката стои сликичка од рис, кој што е наш ендемски вид. Да. Животно кое што го има само во Македонија. Да. Тоест го има и на други места, но кај нас таков рис имаме само ние. Пред некој Точно време се така. појави некоја слика на интернетот тој рис. Многу е убав. Многу е убав. Прекрасен. Да. Да, од рисот во Маврово, Да. точно така. На монетата од 2 денари има риба, пастрмка, која е позната за нашето поднебје, Да. односно охридска пастрмка, и на монетата од 10 денари имаме паун. Ајде сега да замислиме сите дека сме на едно игралиште, каде што се играат 4 деца, 2 момчиња и 2 девојчиња, како што гледаме на сликата. Ајде да видиме што се случило. Ох, ожеднав ми се пие вода, рекло едното дете. Одете заедно во продавница и купете вода, предложило едното од девојчињата. Ние ќе ве почекаме, се договорило со останатите деца, другото девојче, и на крајот и четвртото момче се согласило. Добро, ајде да одиме. Ајде да видиме потоцна што се случило. Во продавницата шиша вода чинело 13 денари, па децата ожеднеле од играњето кошарка и сакале да се освежат. Со кои 3 монети платиле децата? Ајде да размислиме за оваа задача. Значи, напоменуваме се работи за монети. Оваа задача е на некој начин трик задача, бидејќи ни се бара точен начин на решавање и постои само еден начин, затоа што е условена со тоа што ни кажува со кои 3 монети. Доколку Да. не пишуваше 3 монети, ќе постоја повеќе решенија и повеќе опции. Да. Значи Например, треба бројот 13 да се подели на 3 монети, бидејќи тоа не е тоа што ни е дадено во задачата, така? Да. Точно така. Ајде да видиме. Првата монета е 10 денари. Така. Која би била втората? Што мислите?
Па бидејќи 3 денари може да се подели на 2 и на На 1. еден. Точно. Јас мислам дека најлогично Браво, било Лука. 2 и 1 денар. Погоди. И на крај ги собираме за да извршиме проверката на задачата и навистина гледаме дека сме го добиле бројот 13, колку што чинело шишето вода. Се надевам дека оваа задача ви беше јасна. Сега ќе преминеме на задача број 2. Еве го и одговорот, Добро, го кој видовме, гласи тоа го дека децата одговоривме. платиле со една монета од 10 денари, со една монета од 2 денари и со една монета од 1 денар. Секогаш треба да водиме грижа при решавањето на текстуални задачи, дека треба да даваме постапен одговор, односно постапно да ги решаваме задачите за нашите наставнички да знаат како ние сме го добиле резултатот. Случајно да не помислат дека сме препишале од некој. И да не се збуниме затоа што кој Да, А да. воено брза и да не може се лесно збуниме. збуни, Да. така е. И секогаш проверка и писмен одговор на текстуална задача треба да има. Сега втората задача ни вели пресмета и пополни. Треба да ги собереме овие 4 монети. Најпрво имаме монета од 5 денари, потоа имаме монета од 2 денари, уште една монета од 2 денари и уште една монета од 2 денари. Тука децата, односно учениците, може да си тргнат на решавање на оваа задача по различен начин. Ако на некој му е полесно, прво да ги собере монетите од 2 денари, може тоа да го изведе вака. 2 плюс 2 4, плюс 2 6. 5 и 6 ќе ги собереме и ќе го добиеме резултатот. Да. Или да ги собере со 4 собирока, со тоа што ќе добие 5 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и ќе го добиеме конечниот резултат, односно бројот 11 денари. Така е. Ја пресметавме задачата и разбравме дека тука се представени монети во вредност од 11 денари. Сега повторно уште една текстуална задача. Знам дека на моите ученици не им се баш најомилени текстуалните задачи, но мора да се натераме самите себе си и да се мотивираме да размислуваме повеќе. Да. Тоа се исто така обични задачи, само што се напишани како со една приказна. Дали Што може е да ја најважно? прочитам оваа задача на Да, ставничка? повели Лука. Ајде. Иво имал 25 денари. Отишол на продавница и купил тетрадка од 10 денари и молив од 7 денари. Прикажи го со монети кусурот што му го вратил продавачот на Иво. Да. Доколку ви е полесно, можете да си ги представите со символ или со црташ. Јас тука имам ставено тетрадка и молив. Па гледаме Ајде да дека видиме како Гледаме. најпрво ќе ја поставиме задачата, Лука. гледаме дека Иво имал 25 денари вкупно. Да. Значи Да. тоа му бил буџетот. Целиот износ, да. Отишол во продавница, купил тетрадка од 10 денари. Ајде да собереме најпрво колку Пари пари потрошил. потрошил, да. Значи, 10 тетрадка од 10 плюс денари, 7, молив од 7, 10 плюс 17. 17 Така. денари. Потоа, од вкупниот број, односно од парите со кои што поседувал, располагал Лука, 25 денари, го одземаме бројот, односно парите кои што Лука ги потрошил. 25 денари минус 17 денари се 8 денари. И тој може да си купи уште еден молив од 7 денари и да му остане 1 денар Кусур. Точно. Или да му останат 8 денари, со тоа што ќе има само една тетрадка и еден молив. И да си купи ужинка. И да си купи ужинка, да. Да. Тоа беше наставната содржина, а јас сакам да им дадам една задача на децата. Од прво оделение да ги разгледаат своите учебници и своите работни тетрадки. Тие работни тетрадки содржат слични вакви задачи како и учебниците. Со тоа што во нивните учебници работни тетрадки има повеќе фотографии и слики од монети. И има задачи кои што содржат помалку текст. Јас намерно дадов потешки задачи со цел тоа што е потешко да го решиме и да го разјасниме овде во нашата ТВ училница, а за домашно да ни останат полесните задачи. Сите задачи на страните што се работат на оваа содржина и тема, поврзани со монети, може слободно да си ги решат и да си ги повторат знаењата за монети. Така е, дечки. Така е. Решавајте, сногајте се со задачите, а ние продолжуваме со нашиот час. Да. Така. Да. Сега што учиме, наставнички? Сега сакам да размислите. Еве јас наместо пари, бидејќи парите знаат да Добро. бидат валкани, ќе се послужам со овие карамели.
Ајде да видиме како би изгледало тоа. Тука во едно купче ќе ставам 5 карамели и ќе замислам дека ова е монета од 5 денари. 5 денари. Тука ќе ставам на едно купче 2 карамели и ќе замислам дека ова е монета од 2 денари. И тука ќе ставам една карамела и тоа ќе ми биде монета од 1 денар. Така. Сега, јас со овие парички, односно со овие карамели, ќе треба да отидам во продавница и да разгледам што би можела да купам. Ако едно лижавче чини 5 денари, која монета ќе искористам, односно која купче карамели? Ова. Ова, бидејќи е точен бројот. Браво, Марија. Добро, ќе купам јас едно лижавче, но сакам и да купам една гума за џвакање, која што чини 3 денари. Па тоа е Сега, лесно. тука дали ќе искористам една или 2 монети? 2 монети. Па 2 монети, Две 2 и 1. 2 и 1, Да, да. ова беше точно, навистина лесна задача, но јас сакав ова и практично да го објаснам, бидејќи сепак учениците од прво одделение не располагаат толку со материјали за учење како што се останатите. Почнуваме од основата и од нашите темели. Така е. Така А најубаво се гледа кога е сликовито. Да, Да. и кога ни е представено со предмети. Така е. Да. Одлично, одлично. Мене Одлично. многу ми се допада, дури би ги изел сите овие бомбони. Верувам. Да. Верувам дека би ги зел сите карамели, Лука. Да. А одиме понатаму? Да. Исто така, сакам да ве потсетам дека може да напишете, има една задача во учебникот, каде што се споменуваат монети од други држави, односно други валути. Дали знаете вие некоја друга монета која што се користи во други држави, еве на пример во соседните надвор од нашата држава? Да, нормално дека знаеме, тоа е еврото. Кое што се Да, користи. Браво, еврото. Марија. Да. Браво. Јас Браво, знам за во Марија. Америка, сум гледал на YouTube канали, доларот. Доларот и помалата валута од доларот, центите. Така. Центите, така е. Да, многу ми беше мило што ми дадовте точни одговори и се надевам дека овој час ви беше интересен. Да, Премногу. И се надевам дека и учениците го разбра текстот на задачите, ја разбра постапката на решавање на задачите и лесно ќе можат да го усвојат овој материјал. Може да решиме една задача, да им покажеме, еве јас и Марија ако сакате. Може? Може. Ајде, Бидејќи имаме уште време, може да пробаме, Да, па може да ни дадете некој потежок пример за да Ајде, можеме да Лука. го објасниме. ајде. И да се идентифицираме, Марија. Да. Марко имал монета од 10 денари. Од својата баба добил 2 монети од по 10 денари. Прашањето гласи: колку денари имал Марко? Аха, ова е малку потешка, Марија. Е, лесна е. Да? Да. Можеш да ја решиш? Јас ќе ви помогнам. Со тоа што ќе ви кажам дека оваа задача се решава со функцијата собирање. Добро. Токму така. Значи, Марко ако има монета од 10 денари, така ќе го запишеме бројот 10 и ќе го собереме со двете монети од по 10 денари. Тоа се вкупно 30 денари. Значи, еве, Марко имал 10 денари своји, така? Да. 10 денари. На подарок добил уште две монети од по 10 денари. Плюс 10 денари. Да. 10 од баба му. Плюс Уште 10. една 10 од монета. баба му. Да. И колку вкупно има, така тоа е прашањето. Да. Тоа е прашањето. И тој има 30. Браво, Марија. Браво. Ну така. Еве. Од мене Еве. добивте одлична оценка. Одлично. Благодарам. Аз се Да. надевам дека и оценките на нашите ученици кои не следат на ТВ екраните ќе бидат одлични. Да, јас верувам дека учениците дома ќе решаваат повеќе вакви задачи. Да.
Благодарам наставничке. Супер. Вие решавајте задачи и гледајте те во училница и следува следниот час.